Веќе 3 недели нема излез од владината криза. Дали предвремени избори се најдобрата солуција? Според мене најдобрата солуција е да се разрешат некои од тие горливи прашања, односно да се најде начин за еден вид на реконсилијација на позициите меѓу двете главни странки партии во коалицијата и да се надминат тие проблеми на меѓуетничко ниво. Работа која што од 2001 година требало да се направи многу длабоко и која што не се прави, да не се раздвојуваат македонците и албанците, да има некои заеднички политики, да нема кавги, ние сме сепак во оваа држава под исто небо што се вели и треба да соработуваме. Како гледате на кризата? Која е причината? Видете сега, внатрешната криза во владата е производ на различни интереси и релации на моќ. Значи, секој од тие два партнери си проектира некакви вредности, си проектира своја моќ кон својот дел на електоратот и се разбира не сака да се откаже од своите позиции и не ги решаваат проблемите на начин на соработка. Значи, тоа е што фали, тоа што ви велам. Потребно да има соработка. Тие се работи кои што не се битни за оваа влада, да сите влади се битни и ќе треба да се разрешат. Значи, тоа мултиетничност, меѓукултурна соработка и така натаму. Може ли владината криза да се предлабочи во политичка и етничка криза? Па секако дека постои тоа се многу горливи прашања, тлеат долго време, имавме еден конфликт кој што лошо влијаеше на развојот на Македонија, така што можно е да се направат пожустри некои реакции и да се мобилизира членството и така натаму. Значи не е добра состојбата и треба да се работи со студени глави, што се вели, да дојде до некакви договори. Како ја оценувате опозицијата во моменталната состојба во парламентот? Видете, кај нас политиката се сваќа многу често како борба за позиција власт и исклучување на ривалите до таа мера што тие сакате да ги уништите на некој начин. Не треба тоа така да функционира, власта е менлива и затоа треба опозицијата да е конструктивна за битни теми за државата и за нацијата, значи во смисол да не биде тоа борба на исклучивости, туку да биде соработка и конкуренција врз основа на јавни политики кои нуди подобри јавни политики. Можно ли е формирање ново парламентарно мнозинство без ВМРО ДПМНЕ? Секако дека е можно, но легитимитетот на таквата влада е минимален. Значи тоа може да се случи во исклучителни ситуации некаде, но нема да има голем легитимитет. Таа влада подобро да не биде тоа така, но не исклучуваме можноста, се е можно во политиката. Ние се повеќе наликуваме на некој вид италијанска демократија каде што се можни секакви коалиции, владите може кратко да траат и секогаш да има нови предвремени избори.